Добре дојдовте во ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги видиме настаните на денот. Гимназијата го одбележа светскиот ден на книгата. Расте интересот за планинарење во Кумановско. Повторно ни предстои продолжен викенд. Гимназијата Гоце Делчев во соработка со Друштвото на писатели од Куманово денеска организираше литературен настан со кој беше одбележан Светскиот ден на книгата и авторското право. Во времето на дигитализација, многу е важно да се чита книгата во пишана форма, порачаа организаторите. Во библиотеката на гимназијата Гоце Делчев денеска беше организиран литературен настан по повод Светскиот ден на книгата и авторското право 23 април. Со своји лични творби пред присутните освен гимназијалци се представија и неколку членови на Друштвото на писатели од Куманово. Настанот е со цел да се популаризира книгата, која што е наш најдобар другар, наш најдобар учител, истакна наставничката по македонски јазик во гимназијата Сонја Тодоровска. Со овој настан сакаме да ја популаризираме книгата, да ја дадеме значење во она изворна форма, затоа што денеска живееме во едно време на дигитализација и важно е да се чита книгата во пишана форма. Јас посебно сум задоволна од моите ученици, кои што токму за овој настан напишаа своји лични творби. Да се напише лична творба значи да се чита многу. Тоа значи дека моите ученици, односно нашите ученици, учениците од гимназија Гоце Делчев читаат книги и тоа е една од најголемите награди и задоволства на секој наставник. Денеска ќе бидат присутни 5 члена од Друштвото на писатели од Куманово, ќе се представат со своји лични творби и 10 ученика исто така со своји лични творби. Меѓу нив е и една ученичка која што веќе има издадено своја стихозбирка. На моје огромно задоволство, тоа е мојата ученичка Миња Димитриевиќ. Соработката со Друштво на писатели е долгогодишна и секогаш на обострано задоволство. Заеднички чествуваме вакви настани, ги чествуваме и нашиот патронен празник, чествуваме Ден на книгата, Ден на поезијата, Ден на пролета и сите настани кои што ќе бидат во врска со книгата, промоции на книги и други активности во врска со литературата. Целта на Друштвото на писателите од Куманово е продлабочување на соработката со учениците, со граѓаните, со институциите, со граѓанските здруженија, посочува поетесата Божана Трајковска, воедно и председател на Друштвото на писатели. Кажано е, сова без книга е како срце без душа. Значи, книгата мора да биде секој пат присутна, ако сака да се надгради себе си и полесно да комуницира меѓу луѓето. Наша цел е на Друштвото на писатели, уште од почетокот, соработка со граѓаните, соработка со учениците, соработка со други институции, за да го пренесеме убавиот збор и на тој начин да оставиме белек зад нас, кој можеби ќе се помни. Исто така и во Зафир сајто гостуваме. Во други градови гостуваме. 15 години постоиме како здружение на граѓани на Друштво на писатели. Учениците се повеќе се надменуваат себе си. А кој ќе се надмене себе си, значи повеќе чита, повеќе се надградува и на тој начин остава белек зад себе. Светскиот ден на книгата и авторското право се одбележува во чест на двајцата великани на светската книжевност Вилијам Шекспир и Мигел де Сервантес, кои со своите дела го задолжија човештвото, а починале на денешен ден во 1616 година. Да читаме и танцуваме двете забавни нешта кои никогаш нема да му наштетат на светот, рекол Франсоа Волтер. Ако имате градина и библиотека, имате се што ви е потребно, напишал Цицерон. Еден збор во вистинско време е повеќе вреден од 100 зборови во погрешно време, кажал Мигел де Сервантес. Кога во воздухот се појави нов космополит, разделен на два дела, како небото и земјата на прапочетокот. Кога изникна Гвинеја сред пустинско тло, и во мене се разбуди шестото сетило. Се појави нешто помеѓу вера и ерес. Тогаш се најдов во бунило од четвртата димензија. Сетив како времето тече обратно од насоката на стрелките на часовникот. Впрочем, може би ќе измислат и нов начин на сметање на времето од моментот кога почнав да те заборавам.
Во текот на изминатиот викенд, полициски службеници од Куманово спроведоа акцијска контрола за санкционирање на возачи кои не ги почитуваат сообраќајните прописи, при што на подрачјето на Куманово санкционирани се вкупно 282 возачи, од кои 254 управувале возило со брзина поголема од пропишаната, 21 санкција за возачи кои управувале возило под дејство на алкохол, 7 за управување возило без возачка дозвола. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот и заедно да придонесеме за посигурни патишта, велат од полицијата. Зголемен е интересот за планинарење. Граѓаните се почесто се одлучуваат урбаниот хаос, барем за викендот да го заменат со природа. Но искусните велат колку повеќе луѓе на планина, толку поголема опасност од повреди и несакани дејствија. Апелираат да се почитуваат правилата на планината, бидејќи таа секогаш го има последниот збор. Расте интересот за планинарење во Кумановско. Модерното време и здравите навики за животно и состојбата по ковид пандемијата ги натераа кумановци се почесто слободното време да го поминуваат на планина. Урбаниот метеж барем за викендот да го заменат со природа. Интерес за планинарење има за Козјачкиот регион, но и низ целата држава. Долгогодишниот планинар и планинарски водич Бобан Стефановски апелира да се почитуваат правилата кои што ги одредува планината, бидејќи таа секогаш го има последниот збор. Посебно последни неколку години откако почна короната, луѓето гледаат избегаат од руралните подрачја да најдат свој мир надвор од градовите во природата. Меѓутоа, колку повеќе луѓе на планината, кој поголема опасноста од повреди и слични несакани дејства. Затоа препорачувам сите луѓе кои што се сепак нови во овој спорт, кои што се почетници, никако да не тргнуваат сами. Затоа што има доста планинарски клубови кои што може да им дозволат и да им препорачаат што се треба да направат за да поминат безбедно еден ден на планина. Планинарите посочуваат дека турите не треба да се организираат по секоја цена. Пред секое тргнување велат најважно е да се проверат временските услови, бидејќи непочитувањето на основните правила може да предизвикаат несакани дејствија. Па за овој спорт најбитна е волјата. Реално, значи ако некој сака да почне, треба првин да почне со некој кој што е веќе искусен и кој што веќе е на планина, значи да не одат никако сами, да не експериментираат и да се придржуваат кон правилата кои што ги има планината. Има доста работи без кои што не се тргнува на планина, меѓутоа најосновните би можел да кажам дека тоа секој се потребната опрема, храната, водата, секако GPS траката, проверување на временска прогноза затоа што на неповолни временски услови не се тргнува на планина. И секако, советот некој поискуцен планинар. Стефановски, кој повеќе од 10 години активно се занимава со планинарење, ги има искачано највисоките врвови во земјава, Балканот, Европа, но и низ светот. Учествуваше на експедиции на Алпите, Арарат, Дамавант, Дурмитор, Триглав. 57 годишен жител на кумановското село Белјаковце пријавил во полиција дека додека бил на своето работно место во фирма во местото викано Пашина воденица во Крива Паланка, бил физички нападнат од СЈ од Куманово. Исто така вработен во фирмата, информираат од Министерството за внатрешни работи. Од полицијата додаваат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Годишна Кумановка пријавила во СВР Куманово дека во домот била физички нападната од нејзиниот сопруг на возраст од 40 години, информираат од МВР. Од полицијата додаваат дека се преземаат мерки за расчистување и на овој случај. Љубителите на уметноста имаа можност да присуствуваат на отворањето на изложбата на Кумановката Билјана Јовчевска. Станува збор за изложба на слики со мотиви на пејзаж. Допирање на душата е насловот на изложбата на слики на авторката Билјана Јовчевска, која се отвори викендов во уметничката галерија. Станува збор за збирка од 30 на слики. Истите се со мотиви на природа, работени на акрил на платно. Пред кумановци зборуваше академскиот уметник Александар Стефановски. Билјана Јовчевска е страстен сликар, но беше оддалечена од уметноста од мали години, која со текот на годините и се враќаше на еден или на друг начин. Таа често би ја заменувала својата работа и секојдневие со дружење на платно и откривање на нови предели и пејзажи, за да ги истражи новите создадени универзуми од нејзината рака.
ги слика своите пейзажи со страст и љубов, ги представува спокојот и убавината на природата. Во секое свое ново платно таа баре да ги пренесе своите емотивни врски со природата и да ја сподели својата љубов кон неа, со другите преку насликаните платна. Верувам дека голем дел од нас би сакале да имаме ваков поглед од прозорец дома. Билјана стана автор на пейзажи кои зрачат со љубов на природата која сите нас ќе не прошета во нови авантури и откритија, а ќе не научи на моќта на природата во даден момент и почит кон истата. Одеднаш, сликањето пейзажи стана нешто повеќе од просто хоби. Стана процес на медитација и создавање на нови универзуми. Тоа беше начин да се поврзе со природата и да испрати порака за потребата да ја заштитиме и да ја чуваме природата за идните генерации. Пред љубителите на уметноста во уметничката галерија се обрати и авторката. Таа со уметноста се занимава од мали нозе. Во 2021 година учествуваше и на изложбата Самоуки. Ви благодарам, голема чест ми е што воопшто сите сте тука и ми дадовте најголема вредност ваше време. Ви посакувам да уживате во сликите онака како што јас уживам додека ги креирам. Голема благодарност морам да посочам до градоначалникот, до музеот и до ресторанот Грација кои ми помогнаа ова да се реализира. Настанот се организира со поддршка на општина Куманово и музеј Куманово. Управата за јавни приходи соопшти дека даночните обврзници и сметководителите имаат 3 дополнителни работни денови за поднесување на ДДВ пријави. Крајниот рок за поднесување на овие даночни пријави за даночните периоди од 1 јануари до 31 март и од 1 март до 31 март оваа година, од месечните и 3-месечните обврзници за ДДВ наместо 25 ќе се смета 28 април. Тридневното продолжување на рокот за поднесување на ДДВ-то пријави е со цел да се избегне отежнатото поднесување на даночни пријави преку системот е-даноци и поради повеќето на работни денови во месец април 2023 година, информира УЈП. Од утре почнува исплатата на пензиите кои од минатиот месец се покачени за 8,4% и тоа последниот редослед. Сите кои добиваат пензија во висина до 11.000 денари исплатата ќе ја добијат утре. На банките им е препорачено за пензии со висина од над 11 до 14.000 денари исплатата да се изврши на 26 април. Пензиите од над 14 до 18.000 денари да имаат исплата на 27 април и за оние кои земаат средства над 18.000 денари исплатата да биде на 28 месецов. Во продолжение вестите од Македонија, новинар Снежа Петковска. Со спојувањето на повеќе предмети во концепцијата за основно образование на Министерството за образование и наука ќе се намали бројот на работни места во секторот образование, а истото може да предизвика појава на технолошки вишок, реагираат независниот синдикат за образование и наука и Издруженијето на историчари на Македонија. Станува збор за концепцијата која е воведена од 2021 година и која почна со тогашните деца од 1 и 4 одделение, па следеа новини во програмата кога стигнаа тие ученици во 2 и 5 одделение и на есен треба да ги опфати кога ќе бидат 3 и 6 одделение. Со таа програма се спојуваат предметите историја, граѓанско образование и географија во историја и општество. Синдикатот вели дека спојувањето на предмети може да предизвика појава на технолошки вишок, земајќи го во предвид моменталниот закон во кој висината на платата се исплаќа според бројот на наставни часови. Ке ги преземеме сите расположиви средства да се заштитиме самите себеси како и нашите права и нашиот углед,
2020. Во периодов имаме раст на бројот на членови и формирање на нови организации низ повеќе општини и училишта. Во брзо време ќе се стекне со репрезентативност и на располагање ќе ни стои алатката за прекин на работниот процес во форма на штрајк, вели Томислав Гиевски, председател на Независниот синдикат за образование и наука. Од Сдруженијето реагира дека историјата мора да остане посебен предмет во образованието за 6-то одделение и дека се против тоа што со концепцијата е укинат предметот историја. Категорично застануваме во заштита на колегите наставници, чии што работни места се доведени во прашање, поради кратењето на бројот на часови по историја, а што е предизвикано од непромислените ново конципирани наставни планови и програми, со што во крајна линија се ревидира и содржината на македонската историја, вели Сдруженијето на историчари. Оттаму подсетуваа дека лани во декември до МОН поднесоа барање за повлекување на учебникот по ново воведениот предмет историја и општество за 5-то одделение, во кој нотираа 60 сериозни пропусти и грешки во концепцијска, содржинска и методолошка смисла и дека се уште не се известени дали е повлечен од употреба. Децата до година и половина воопшто не треба да гледаат во екрани, бидејќи тоа е штетно за нивниот развој, вели за Детектор клиничкиот психолог и психотерапевт Натка Пачовска, доколку станува збор за мали деца, затоа што развојните структури на мозокот тогаш се развиваат некаде до 5-та година, иако и понатаму се случува да се развиваат. Многу важно е дека во првите 18 месеци децата воопшто не треба да бидат на интернет, заради тоа што се развиваат одредени структури во мозокот, невронски мрежи, кои што овозможуваат на некој начин стимулацијата која што ја добиваат од екраните, од дигиталните апарати, всушност им овозможуваат да се развиваат тие токму структури на мозокот кои што се поттикнати од дигиталните апарати. Например, брзо менување на слики, брза перцептивност, но тоа автоматски влијае врз нивното внимание понатаму. Значи, децата со тек на времето во првите 5 години од развојот стануваат многу деконцентрирани, не може да се фокусираат токму поради тоа што долго време поминуваат на интернет, вели Пачовска. Таа додава дека децата што поминуваат многу време на интернет имаат проблем со социјализација, подоцна почнуваат да зборуваат и да комуницираат со средината. Премиерот Димитар Ковачевски во Рег Битола заедно со министерот за економија Крешник Бектеши, со генералниот директор на СМ, со вработените со директорите, раководителите на енергетските капацитети и со сите членови на Економско-енергетски совет го означи крајот на грејната сезона за оваа година. Премиерот Ковачевски истакна дека во услови на светска криза го зголемивме домашното производство и СМ наместо законски предвидените 60% производство на електрична енергија во целост, односно 100% обезбеди струја за домакинствата и за малите потрошувачи. Паралелно го презедовме грејењето со топлинска енергија во главниот град. Ова беа првите стратешки оперативни чекори кои се направија од планот за справување со енергетската криза. Сигурна, стабилна и континуирана испорака на електрична и топлинска енергија беше фокусот во планот што го изработи и спроведе економско-енергетскиот тим. Сега кога завршува грејната сезона, можам само да бидам горд на резултатите кои ги постигнавме и на заедничкиот успех. Кризата ја претворивме во можност. Помошта од нашите сојузници и стратешки партнери, како и на Европската Унија со 80 милиони евра, беше многу значена за да успееме да ги реализираме нашите напори да нема ценовен шок за граѓаните и сметките за струја да останат исти. Да сублимирам, во текот на целата грејна сезона струја и парно имаше, рестрикции немаше. Зголеменото домашно производство донесе стабилна цена, планот даде резултат. Тоа е најдобар демант за критичарите и квази експертите кои во текот на последниот квартал минатата година предвидуваа најцрни сценарија и го вознемируваа народот, рече Ковачевски. Следната недела уште еден неработен ден, што значи повторно ќе имаме продолжен викенд. Согласно законот за празниците, неработен ден за сите граѓани е следниот понеделник, кога се слави денот на трудот, 1 мај. Неработен ден во месец мај за сите граѓани ќе биде и 24, кога се слави денот во чест на сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со услови за дожд во попладневните часови. Максималната температура се искачи до 19 степена, минималната беше 10 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 6 до 17 степени Целзиусови. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.